Сите земни основи ке се разнишат, синови на Свевишниот ке умрете како луѓе, ке паѓате како секој кнез, Исус ке суди на сите. Се што ми треба е твојата преградка. Прости ми, Отче, грешив пред тебе и пред небото. Се што ми треба е твојата преградка. Прости ми, Отче, грешев пред тебе и пред небото. Судите ме праведно во гревот пристрасно. Не пазите на сиромах, праведен и беден. Синови на Всевишниот ке умрете како луѓе, ке паѓате како секој кнез, Исус ке суди на сите. Нема да ве оставам сираци, одам да ви приготвам царство. Ке дојдам пак кај вас, не плаши се, само верувај, останете во мојата љубов, останете во мојата љубов. Мир вам, не во мојата, во Исусовата љубов. Татко мој, ти благодарам што и денеска ме научи како да го отворам срцето за твојата љубов, Духот Исусов. И ти, татко мој, да живеете во моето срце, да им простам на сите, да ги љубам сите, никого да не осудам, да ја прифатам Божјата волја, да се покајам за секој грев, да се покајам за гревовите на моите предци и да го чекорам тесниот пат што води кон животот, патот на Исуса Христа. Врви по мене, остави се земно и врви по мене, вели Исус. Зборувај денеска низ мене, не јас да зборувам, ти зборувај низ мене, нека твојот дух во овие живи слова ги допре сите оние кои им потребен мир, љубов, исцелување, заедништво, да се подсетат каде се, што прават и каде треба да одиме. Денеска читаме од Јован 13 глава, последната вечера. Ние секој од нас имаме по некоја последна вечера, знаете. Ние свесни, полека стануваме свесни дека и покрај сето, ние сме овде минливи. Ние овде живееме смртен живот, ние знаеме дека ќе умреме. Но имаме нешто и друго што треба да го дознаеме, а тоа е дека Бог, Семокниот Отец, ни дарува живот вечен. И тој живот е во Неговиот Син. Треба да се застане пред Исус, да се прими Исус, да се препуштиш во Исус, да чекориш по тесната патека што води кон животот. А пред празникот Пасха, последната вечера, Исус им ги бие нозете на учениците. А пред празникот Пасха, луѓето имаат земни празници на пониско ниво, да се подсетуваат дека се зависни од Бог, да се подсетуваат. По некои други деноминации има многу празници, секој ден има празници. Се подсетуваат, но дали го познаваат Исуса Христа? Дали застанале пред Исуса? Дали му дозволиле на Исус да живее во нивното срце? Дали си му дозволил ти, брате и пријателе, на Исуса Христа да живее во твоето срце? А пред празникот Пасха, знаејќи Исус дека му дојде часот за да премине од овој свет
од овој свет што е овде. Во Маврово има снег. Кај Отецот од овој свет. И бидејќи ги засака своите во светот, ги засака своите во светот, до крај ги засака. Знаете, на секој од нас ќе му дојде часот. На секој од нас ќе му дојде часот да премине, да се представи пред Исус. И тогаш, може би го повторувам тоа постојано, нема да биде важно кој си, што си напишал, колку книги, колку жени, деца, пари. Тогаш се гледа дали во твоето срце имаш љубов кон сите, дали ја почитуваш заповедта Исусова, љуби го својот ближен, пазете како самиот себе си. Значи, се она што ви го прават вам, правете им го и вие. Доаѓа човек, бара од тебе некои средства. Не знам, за да не оди во затвор, например. Нема пари да плати казна. И ти му велиш, може би треба да оди во затвор да ја научи лекцијата. Дали си би направил и за тебе така? Дали би поставил како себе си? Бидејќи ги засака своите во светот, до крај ги засака, до смрт на крст. И на вечерата, кога ѓаволот, пазете, беше вметнал во срцето на Јуда Симонов Искариотски, за да го предаде. Пазете што вметнува во вашето срце. Сатаната ви доаѓа како мисла, степен на нељубов, ја знае вашата слабост и го распалува огнот на омразата, наместо огнот на љубовта кон одредени луѓе кои ве нервираат. Во однос на простувањето, лесно е да простите на некој што ви направил еднаш грев, па не го прави повеќе, не го гледате. Но кога некој постојано ви прави грев, постојано ве соблазнува, потешко е да се прости. Тогаш вие разбирате дека немате доволно љубов во себе си, да ги љубите сите, да ги љубиш непријателите свој. Потребен е Исус да дојде и да се насели во твоето срце, да направи сокровиште со Таткото Небесен. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Значи, беше вметнал во срцето на Јуда Искариотски, Симонов да го предаде. Исус знаејќи дека Отецот, Исус знаејќи, и некогаш и вие ќе знаете, дека Отецот се му предал во рацете и дека од Бога излегол и кај Бога се враќа. И јас сум сигурен дека од Бог сум излегол и кај Бог се враќам. Потребна ми е силата Исусова да чекорам по тесната патека на љубовта. Например, не се случува исцелување на одреден човек и ме прашуваат зошто не се случува. Знаете, Он, Таткото Небесен, знае се. Ние велиме да се прифатиме неговата волја. Но ако не беше болен човекот, ќе си живееше телесен живот. Кога е тој болен и паднат, како благослов болеста, тој доаѓа до Исус и неговото семејство доаѓа до Исус. Понекогаш причината и последицата на се ова е да дојдете до Исус. Подобро е да бидете болни, да дојдете до Исус и да преминете, да се представите во Божјото царство, отколку да сте здрави, да сте во состојба на варење со сатаната. Слава ти, Господи Исусе Христе. Знаете, зошто не се случува исцелување? Па ако не беше тоа, вие нема да дојдете до Исус. Што значи да се дека од Бога излегол и дека кај Бога се враќа? Сите сме излегле од Бог, но не се враќаме сите кај Бога веднаш после, откако ќе го оставиме земното тело во оваа долина на сенка смртна во земјата. Значи, стана од вечерата Исус, ја соблече својата горна облека, зеде крпа и се препаша. Ние зборуваме да им се измијат нозете како слика. Кој врви по мене нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. И луѓето го прават тоа физички. Битен е моментот дали ти ќе ги измиеш нозете и се враќаш како свињата во калта, или како песот во својата блујаница, или ќе чекориш по тесната патека со чисти нозе. Значи, се препаше, истори вода во сад за миење Исус и почна да им ги мие нозете на учениците и да ги брише со крпата со која што беше препашан.
дојде и кај Симон Петар. Симоне, синко, да се покаеш, Петре. Петар кој тонеше во водата. Исус му рече маловернику. Петар кој рече јас нема да се откажам од тебе и 3 пати се откажа. Петар кој му рече тоа нема да се случи откако Исус им зборуваше дека ќе биде распнат, а Исус му рече бегај од мене сатано, бидејќи мислиш на тоа што е човечко, а не она што е Божјо. И тука добро се гледа што е сатанско, тоа што е човечко е сатанско. Сатана значи спротиставен на Исус, човек кој нема доволно љубов да ги љуби сите. Живее во себе, се љуби само себе си, своето семејство или некои блиски, а другите не го интересираат. А Исус дојде кај своите, дојде да го даде животот свој за браќата. Добриот пастир оди за загубената овца, додека не ја најде. И ти можеш да застанеш и да кажеш: Господе Исусе Христе, јас сум твојата загубена овца, ме најде. Дојди во моето срце и помогни ми. Дојде и кај Симон Петар, ете го повторно, и тој му рече: Господи, ти ли ќе ми ги миеш нозете? Исус одговори и му рече: јас што правам сега, ти не знаеш, но подоцна ќе разбереш. Мораш да ги измиеш нозете и да чекориш по тесната патека на љубовта, да простиш на сите, никого да не осудуваш, да се покаеш за сите греови, да ја прифатиш Божјата волја и да чекориш и да постапуваш како Исус. Тогаш ќе имаш чисти нозе и кој врви по мене, тогаш функционира, се отелотворува. Кој врви по мене нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Ќе имаш светлина, ќе бидеш светлината на светот. Петар му рече: никогаш ти нема да ми ги миеш нозете. Повторно греши. Исус му одговори, мисли на тоа што е човечко: ако не те измијам, нема да имаш дел со мене. Што значи да те измие Исус? Па да дојдеш и да застанеш пред Исус од срце, со сето свое срце, со сиот свој разум, со сета своја волја, со сета своја сила, да застанеш пред Него, да клекнеш и да паднеш на колена, да му ги измиеш нозете со солзи и да признаеш дека не можеш сам. Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми, а потоа да простиш, да не осудуваш, да се покаеш, да ја прифатиш Божјата волја. Ете тоа значи да се измијат нозете. Вие можете да миете нозе со вода, да рипате во водата, да пиете, да јадете лепи вино. Лепи вино значи кога ти действуваш во љубов, да јадеш од неговото тело. Јас имам храна што вие не ја знаете. Овој текст не се разбира, бидејќи е духовен јазик, ви треба толкувач во духот. Духот на Отецот треба да зборува. И јас не зборувам, туку тој зборува. И јас не сум достоен да се наречам апостол, вели апостолот Павле. Ниту можам кога ќе застанам пред ова слово, ми се треперува душата. Јас знам дека словото на самокниот Бог сега кога ќе каже: бегај од мене сатано во името на Исус, клекнувам на колена, ги прегрнувам нозете Исусови и си ги измивам нозете и станувам чист и чекорам по Исуса. Ако не те измијам, ако не те измие Исус, нема да имаш дел со Него. Исус треба да те измие, да му предадеш се, да му дозволиш да влезе во твоето срце, да му дозволиш да се насели со Отецот Небесен во твоето срце. Симон Петар му рече: Господи, тогаш не само нозете мои, туку и рацете и главата, тој телесно како размислува. Исус му одговори: на измиениот треба само нозете да му се измијат. Значи да чекориш како Исус, да по Исус, зашто целиот е чист, а вие сте чисти, но не сите. Ние сме чисти, но не сите. Пазете некој јуда внатре во вашето срце, да не биде па да го предадете Исус. Како се предава Исус? Па кога действуваш во нељубов. Кога некој има проблема, ти твоето срце е камено и студено и не возвраќаш со љубов. Ти немаш доволно љубов. Тогаш Исус не действува во тебе, зашто Исус одеше за загубената овца додека не ја најде. И тој сите ги љубеше. Сите. Љубете ги непријателите своји, благословувајте ги оние што ве колнат. Дали ги благословувате, им носите вечера. Молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Бидејќи знаеше кој ќе го предаде, така и вие од време на време ќе знаете кој ќе ве предаде. Можеби некој секој ден ве предава, паѓа снегот, се топи. Овде во Мавровската агора каде доаѓам, да можам да слушнам што ми порачува духот на мојот Отец, да се молам за овој свет што пропаѓа,
да се молам за Армакедонскава земја во која се случува битка. Дали сте вие на страната на Исуса или сте во сатански круг и се мразите едни со други и крадете, лажете, го продавате сопствениот народ. Му го менувате името на македонскиот народ кој го запишал семокниот Бог, македонец, македонци. Постмакедонски идентитети полни со мраза, со крвави раце непокајани, зборуваат за демократија. Вашите слепи водачи ве водат во сатански синагоги, организации масонски, сатански, крвописки, без љубов, каде што Бог им е мамон. И паднатиот сатанас, паднатиот ангел со неговите демони. Бидејќи знаеше кој ќе го предаде, па затоа и рече: не сте сите чисти, а кога им ги изми нозете, ја облече облеката своја, седна пак на трпезата, па им рече: знаете ли што ви направив? Знаете дали вие можете на Исус да му ги измиете нозете со солзи? Дали можете да паднете пред Исуса? Понизете се пред Господа и тој ќе ве подигне. Кога некој ве напаѓа, ве навредува, дали можете да ја претрпите штетата, да се повлечете, да чекате Исус да ви зборува? Па потоа ќе ја видите: отплатата е моја, јас ќе отплатам, вели Господ. Те сакам, Господи Исусе Христе. Исус седна на трпезата, па им рече: знаете ли што ви направив? Вие ме нарекувате учител и Господ и право велите, бидејќи сум. Ако пак јас, Господ и учител, ви ги измив нозете, пазете, тогаш и вие сте должни еден на друг да си ги миете нозете. Да си ги миете нозете, да се извадите од калта, да чекорите по тесната патека, што води кон животот, да одите по вода, да ги љубите сите, да простувате и да сведочите дека Бог ни дарува живот вечен. И тој живот е во неговиот син. И за да го примите тој живот, тега да го примите Исус во срцето. Он да живее во вашето срце, да му препуштите се нему, секакво водство, да го прашувате за се, да се молите, да победувате со љубовта. Да победувате со љубовта, да го победите злото со добро, да му дозволите Исус да живее, зашто Исус не зборуваше само од себе како Петар. Кога зборува само од себе, тоа е сатанско. Туку Исус да зборува низ вас, Духот на вашиот Отец, Татко Небесен, Духот Утешител, Духот на вистината, Духот на љубовта да зборува низ вас. Дали можете да го разберете? Тоа не го разбираат ни христијани, цитираат стихови од себе, кажуваат, сите сакаат да бидат учители, исцелители. А внатре во нас седи по еден Јуда, внатре во вас седи по еден Јуда, кој секој ден го предава Исуса за 30 сребреници. Кога не го љубиш ближниот свој, кој е испружил својата рака и бара да му помогнеш. Бесплатно добивте, бесплатно давајте, се вашето време, пари. Љубовта Исусова, љубовта Исусова. Љубовта никогаш не престанува. Бог вечно не се лути. Милоста негова е вечна, милост сакама не жртви. Ако пак јас, Господ и учител, вие сте должни еден на друг да му ги измиеш нозете. И ние имаме доста луѓе доаѓаат, се молиме, некои се оправаат и се враќаат во светот, некои чекорат пред Исус. Ние ги носиме до Исус, ние сме сејачот, не сме жнејачот. Жнејачот е Исус со ангелите, еден ден кој ќе дојде со своите светии. Може би некој од нас, може би некој од вас ќе биде во тие светии, кој претрпи до крај. Кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен, претрпивши же до конца, тој спасеција. Затоа ви дадов пример да правите и вие така, како што ви направив јас. Ова е суштинска работа на христијанството. Значи, треба да правиш како што правеше Исус. Тогаш си ти Христов, тогаш Исус живее во твоето срце. Значи, затоа ви дадов пример да правите и вие така како што ви направив јас. Вистина ви велам, нема слуга поголем од својот Господар, ниту пратеник поголем од оној што го пратил. Ти секогаш знаеш дека ништо не можете да примите ако не ви е дадено од небото, дека тој дава, тој одредува. Кога го знаете ова, блажени сте ако го извршувате. Што? Да љубите се, да му дозволите на Отецот, Духот на нашиот Отец да зборува низ вас, Духот Исусов. Но не го кажувам ова за сите вас, зашто јас ги знам, оние што ги избрав,
Тој ги избире луѓето кои го проповедаат неговото писмо. Не се избрани од луѓе, но нека се исполни писмото: кој јаде леп со мене, ја подигна петата своја против мене. Јас имам храна, вели Исус, што вие не ја знаете. Мојата храна е да ја извршувам волјата на оној што ме прати. Паѓа снегот од кровот, од покривот. Штом го рече ова, Исус потресен во духот. Исус потресен во духот посведочи и рече: вистина ви зборувам, вистина ви велам, вистина, вистина, еден од вас ќе ме предаде. Јуда го предава за 30 сребреници, потоа се обеси, се покаја. Има еден стих: со тие пари е купена грнчаровата нива, ги фрли парите. Ги фрли парите. Но кој ги даде парите? Ти мислиш дека кој дадеш пари некого да се убијат, ти си невин. Дојде кај своите и своите не го примија. Тогаш учениците почнаа да се погледнуваат еден со друг, не разбирајќи за кого зборува. А еден од учениците, кого Исус го сакаше, беше се навалил на градите Исусови. Нему му даде знак Симон Петар да праша кој лик е тој за тоа што говори. И вие го предавате Исус секој ден. Во вас спие по еден Јуда, кога не го љубите ближниот свој како себе си, кога имате луѓе што не им простувате. Морате да го завртите и другиот образ. Да ја прифатите штетата, да прифатите се што доаѓа и да барате водство од Исус. Како да победувате со љубов. Како да победуваме со љубов. Тој пак се навали на градите Исусови му рече: кој е Господи? Луѓето бараат земни одговори: кој, зошто, како. Значи, од Бога излегол. Тоа е тоа што треба да го знаете. И кај Бога се враќаш. Духот што е во тебе, самиот живот, по извршен период им кажувам. Имаше една колешка нешто хулеше. Ден за Бог, за ова. Обично порано враќа, веднаш почекав еден момент, остана само уште една друга колешка. И реков: наскоро имаш години, ќе паднеш, ќе изгубиш силата и ќе разбереш дека силата не доаѓа од тебе, дека силата е од Бог. Знаете, и после ќе видиш дека треба да се покаеш, да не хулиш на Исус, на Бог. Знаете, по извесен период таа веќе има еден телесен проблем. Сакам, Господи Исусе Христе, се молам за сите, им простувам на сите. Исус одговори: оно е на кого јас ќе му натопам залог. Значи, тој му дозволува Божјата волја и ќе му го подадам. Значи, тој му дава. Тој ја извршува мисијата и функцијата. Знаете, ако видите тој стих дека Јуда се покајал, и сега нема јас да толкувам натаму или наваму, ако духот на мојот отец сака да зборувам, за тоа ќе зборувам. Значи, му даде залог, значи тоа му е дадено да го направи. Дозволено. И кога натопи залог, му го подаде на Јуда Симонов Искариотски. Брате Јуда ги врати парите, се покаја. Има еден стих: се покаја, најдете го во Библијата. Секој од нас еден ден ќе се покаја. И тогаш му рече Исус: што ќе правиш, прави побргу. Значи, тој прифаќа Божјата волја. А никој од оние што седеа на трпезата не разбра зошто му го рече тоа. Но бидејќи Јуда го чуваше ковчежето, некој помислија дека Исус му рече: купи што ни треба за празникот. И ни тука имаме таа слика: апостолите седат до Исус, ги учи, тој директно го гледаат, но не го разбираат што зборува. Така да кога некој ќе ви толкува од Светото писмо без духот на нашиот Отец, тогаш доаѓаат деноминацијски учења, поделени цркви. По нешто знаеме и по нешто пророкуваме, и тогаш ние не ја разбираме суштината дека од Бога сме излегле и кај Бога се враќаме. Самиот живот е од Бог. Му дувна во душата дух животен. Без Бог немаме живот. Со љубов, со ревност го љуби духот што го вселил во нас, има еден стих. И потоа ќе поминеш низ огнот на љубовта. Ако делата се добри, ќе помине, ако не, самиот ќе бидеш оштетен да чекаш суд. Духот негов да чека суд. Што ќе правиш, прави побргу. Никој од оние што седе на трпезата не разбра зашто му го рече тоа. Апостолите не го разбираат Исус,
А ние денеска викам го знам, Бог го разбирам и ти зборува за Светото Писмо. Кога ќе застанам пред Светото Писмо, да зборувам и да озвучувам, застанувам пред Семокниот Отец и ми се затресува душата. И добро внимавам колку зборови, што зборувам, дали тој ми дозволил, дали духот на нашиот Отец, на мојот татко зборува низ мене, или јас сам говорам од себе, проверете вие. Ако кога ги слушате овие слова, мирот Исусов влегува во вашето срце. Клекнете на колена, Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Но бидејќи Јуда го чуваше ковчежето, некој помисли дека Исус му рече купи што ни треба за празникот, или да се раздаде нешто на сиромасите, а тој штом го зеде залакот, веднаш излезе. А беше ноќ, кога никој повеќе не ќе може да работи. Има еден стих, кога тој излезе, Исус рече, сега се прослави Синот човечки и Бог се прослави во него. Значи, тој го тера да го направи тоа. Ја прифати волјата, рече, татко, ако може, да ме одмине оваа чаша, но не како што сакам јас, нека биде твојата волја, така треба и ние да постапуваме со сите состојби. Ако Бог се прослави во него, и него Бог ќе го прослави во себе, и наскоро ќе го прослави, и Исус е прославен. Исус, чеда уште малку сум со вас, ќе ме барате, и како што им реков на јудејци, дека каде што одам јас, вие не можете да дојдете, и вам ви го велам сега. И еве го христијанството, Стар Завет, Нов Завет, читаат, се расправаат. Еве го христијанството собрано, стуткано, расширено, просветлено во една заповед. Нова заповед ви давам. Нова заповед. Пазете. Ти имаме заповед, ние сме во војна, војна за души. Ако останете во нељубов, одите назад. Назад. Ако врвите по широкиот пат што води во пропаст, што се случува понатаму, не знам, Бог знае. Бог знае. Знаете, поминувате низ огнот на љубовта. Значи, нова заповед ви давам. Ние сме во војна за души, да се љубите. Не да се мразите, да се љубите еден со друг. Сите. Како што јас ве возљубив. Значи, тој ви покажува како да се љубиме, како што тој не љубеше. Не како што ние смислиме. Така и вие да се љубите. Еден со друг. На друго место вели ќе ве познаат дека сте мои. Па ете го. Потоа ќе ве познаат сите. Те сакам, Господи Исусе Христ, дека сте мои ученици. Јован 14:35. Ако имате љубов, ако се љубите меѓу себе. Кога ќе видите во некоја црква дали се љубат доволно, не се љубат. Има разни заедници. Ние денеска имавме завчера една средба, пеевме, се молевме, добро беше духот слезен. И кога ги пееме песните, околу 40 песни слегува во духот од небесната библиотека, музикотека, тогаш сме во еден дух и им кажав, во духот слезе. Вака треба и кога действуваме за некој човек, кога собираме пари, кога се молиме, треба сите да бидеме едно тело. Едно тело. Имаше проблем, една сестра исчезна проблемот. Знаете, те сакам, Господи Исусе Христе. Симон Петар му рече, ќе ве познаат дека сте негови ученици ако имате љубов кон сите. Петар му рече, Господи, каде одиш? Исус му одговори, каде што одам јас, ти не можеш сега да дојдеш по мене. Петар бара човечки одговори, каде, зошто, во колку часот, но подоцна ќе дојдеш со мене, кога ќе дојде времето. За вас времето секогаш е годно, му рече Исус. Петар му рече, Господи, зошто не можам да одам по тебе сега, сака тој. Животот свој ќе го положам за тебе. Повторно ќе каже нешто и не размислува. Значи, Исусов слуга добро разбира дека Словото е од Бог и Бог е во Словото. И има стражар на устата од Исуса да размисли што да каже. Често доста размислувам кога некој бара некој совет или треба нешто да изговорам. Кога ќе дојдат некои мисли кои не се мои, веднаш ги бркам, бега од мене Сатан, зашто Сатаната влегува со мисли да ви го внесе немирот и нељубовта. Петар му рече, Господи, зошто не можам да одам по тебе сега? Зошто? Затоа што така сака Господ. Животот свој ќе го положам за тебе. Знаете,
На едно место вели, ние оставивме се. Петар му вели, врвиме по тебе, а не оставивте се. Треба себе си да се оставиш на крстот. И Исус да те води, да те држи за раката, да зборува од твоето срце. Исус му одговори, животот ли ќе го положиш за мене? Вистина, вистина ти велам, вистина ви велам и тебе ти велам, нема петел да запее, додека ти 3 пати не се одречеш од мене. И тоа на вистина се случи. Петар заплака горко. Исус му прости повторно. Секој од нас е Петар. Секој кажува што сака. Дали ќе одам ваму, сакам таму, сакам тоа. Не ја прифаќаш Божјата волја. Велиш си дал се за Исус, го познаваш Исус. Не ги љубиш браќата и сестрите. Не го љубиш непријателот свој. Не умееш да простиш од срце и да ја претрпиш штетата и да се покаеш. Не умееш да прифатиш се зошто некои луѓе не се исцелуваат, па затоа што целото семејство така доаѓа до Исус. Не размислувате на тоа ниво? Познавам неколку, имаат еден член на семејството каде што не се менува состојбата, но дојдоа до Исус. И ако издржат, кој ќе претрпи до крај ќе се спаси, ќе се сретнеме во Божјото царство на небесата, по Божјата волја. Ако и јас издржам до крај, ако останам во љубовта, ако имам чисти нозе, измиени од Исус и чекорам по тесната патека што води кон животот, по патеката на љубовта, повели и љуби, брате и христијанине, мир вам до Божјото царство небесно. Брате и пријателе, чеда возлюбени, вие гледате дека овој свет се урива, посебно во македонскава земја, во Армакедонскава се случува Армакедонската битка, се собраа сите на местото по еврејски наречено Армакедон, Откровение 16:16. Немате сила да се одбраните, можете само да влезете во сатанскиот круг, да почнете да мразите, да колнете, да пизмите, да се тепате како и другите сатански души, човечки суштества. Но можете да го повикате Исус, да го примите во вашето срце, да му дозволите да ве усовршува во љубовта, да се прочисти душите ваши, да се прочистат душите ваши со послушност на вистината кон Исус и да победувате со љубовта. Ако го изберете Исус, имате живот вечен. Ако останете во нељубов, одите во смрт. И не заборавајте, Бог вечно не се лути. Љубовта негова е вечна, милоста негова е вечна, но сепак не е сеедно дали кога ќе поминете низ оган, одите повторно во нов циклус, во нова школа на љубовта. Ние не сме телесни суштества. На едно место во Библијата се вели таткото на духовите, ние сме духовни суштества и овде се движиме телесно, се движиме внатре во себе како протони, неутрони, но ние треба да се движиме духовно кон семокниот Бог, по тесната патека со чисти нозе измиени од Исус, што води кон животот. Амин. Мир вам до Божјото царство небесно. И една од тие песни што слезе. Нема да ве оставам сираци, одам да ви приготвам царство, ке дојдам пак кај вас, не плаши се, само верувај, останете во мојата љубов. Останете во Исусовата љубов. Амин. Сите земни основи ке се разнишат, синови на Севишниот ке умрете како луѓе, ке паѓате како секој кнез, Исус ке суди на сите. Се што ми треба е твоја
bezstrasno, jer pazite na siromah, praveden i beden, sinovi na semišnio, gdje umrete kako luge, gdje paljate kako sekoj knez, Isus ke sudi nasite.